Добро вечер, почитувани гледачи. Денес со емисијата Под лупа ве водиме на едно патување. И всушност не на едно, ќе го пропатуваме светот со туристичката агенција Елида Турс. Добро вечер и добре дојдовте на собственикот на оваа туристичка агенција Елида Битрак. Добро вечер, ви благодарам за поканата и чест и задоволство ми е што гостувам во вашата ценета телевизија. Господјо Битрак, имате една многу интересна професија. Многумина би посакале да се на вашето место, но и не е така едноставно. Значи, треба да им се понуди на граѓаните нешто што ќе ги заинтригира, заинтересира и ќе посакат да патуваат. Сите сакаме да патуваме, но во зависност на нашите можности. Затоа сте вие тука, значи, да ги согласите и можностите и желбите на клиентите. Како во тоа успевате? Токму така. Нашето долгогодишно работно искуство направи да нашата туристичка агенција има некој бренд не само во нашиот град, туку се чини дека е и пошироко. Работиме повеќе години, околу 20-25 години. Се занимаваме со туристичка дејност. Низ годините поминати во овие 2 децении сме се среќавале со повеќе работи, работите не исполнувале, сме имале, можам да речем, помалку проблеми или можеби воопшто проблеми, така да постепено, чекор по чекор, се стигнавме до едно ниво во кое што сме. Работата е, секоја работа си има своји тешкоти, своји ангажирања и зависи човек како ќе ја свати и како ќе ја води во текот на работната кариера. Се зависи од, не само од тоа, туку и од условите кои што ни се пружаат и не обкружуваат. Нашата работа, можам да констатирам дека е навистина убава, пред се затоа што не е статична, работаме со клиенти, со патници, кои што ги гледаме пред се како пријатели. Ние не работаме со роба, туку работаме со клиенти кои што ги сметаме, реков, како пријатели и во работата внесуваме многу љубов, многу труд, многу шарм и многу стил. Така. Сега, рековте дека 20 на 25 години сте во оваа дејност и сте затекнале секакви ситуации, затоа што во еден специфичен период, всушност, ја градевте и довербата кај вашите клиенти. И многу е важна, значи, доколку се стекне таа доверба, мислам дека останува. Доколку пак се направи некаков пропуст, клиентот веднаш ќе посака наредното патување да го организира преку некоја друга туристичка агенција. Многу е важен тој однос помеѓу клиентот и агенцијата, затоа што пак агенцијата е таа една алка која што ги спојува клиентите со она место каде што сакат да патуваат. Што се во вашата кариера, во вашето искуство сте имале како приказни, било позитивни или негативни, од кои што сте извлекувале некакви заклучоци и поуки за понатаму да бидете подобри, уште поуспешни? Сме се среќавале со многу клиенти. Ние пред се како агенција работиме за граѓаните, за клиентот. Во услови на конкуренција, која што е присутна на пазарот, не само во Охрид, туку воопшто во Републикава, во овие времиња на стопанисување, мора да биде се како што треба. Мислам, значи, од формирање на туристичкиот производ, како ќе се креира тој туристички производ, маркетингот исто така е еден, мислам, голем дел од секојдневното работење. Исто така цената зависи, повеќе елементи зависат за еден производ туристички да се формира. Односот на вработените со клиентот од другата страна и на крајот како ќе се изведе и ќе се реализира тој производ. Од искуство можам да кажам дека се трудиме максимално
на крај клиентот да биде задоволен. И постои едно правило во нашето работење, кога ќе се врати од комплетно реализираниот аранжман, се јавуваме често пати, а многу пати и самите патници доаѓаат кај нас, да се пофалат дека убаво поминале и било се во ред. Може би е нескромно ова што го кажува, меѓутоа на вистина е така. Па задоволство е да се слушне нешто вакво и затоа токму сакав и да ве запрашам колку има клима за агенциското работење во нашиот град и во нашата држава, еве во овие услови какви што се сега. Пак ќе речам дека се зависи од организационата поставеност и од работите, односно мислата водилка, која што го тера собственикот, се разбира во симбиоза со вработените, да се работи. Секогаш сме се труделе, мислам и сите се трудат, да се постигне што повеќе, да сме подобри од другиот, затоа што во ова пазарно време мора врз база на една конкуренција која што е присутна на сите страни во секој домен од работата, треба да се постигне тоа што фактички си го зацртал да го направиш. Има клима за работа, има, иако се тешки условите, значи сами си ги бараме можностите за работа. Широк диапазон е на работни задачи, односно работни активности, повеќе производи формираме и нудиме, така да не остануваме само на едно, например на авиобилети или било шо, туку се трудиме и се занимаваме со повеќе дејности во склоп на туристичкото работење. Доколку можам да кажам дека се занимаваме со продажба на авиокарти, туристички аранжмани за надвор од нашата држава и во светот, формираме и собствени производи, инкаминг исто така, соработуваме со голем број туристички агенции надвор од нашата држава, се занимаваме со патничко осигурување, изработуваме, посредуваме при вадење на визи, организираме и други активности. Значи еден мозаик на дејности кој што го прави целокупното ваше работење. Сега во Охрид има повеќе од 10 туристички агенции, колку таа конкуренција е лојална или пак е нелојална. Значи кога имаме конкуренција е добра, ако е она позитивна, ве тера да одите напред, но дали имаме нелојална конкуренција? Значи јас не би дискутирала за лојална и нелојална конкуренција во поглед на туристичките агенции, сепак ми се тие колеги. И мислам дека секој си ја брка работата по негов терк и секој препознатлив по нешто. Секој си е препознатлив по нешто. Так, специализирано. Меѓутоа има се уште постојат не туристички агенции, туку поединци кои што како на пример не велам за сите, поголем дел туристички водичи и станоиздаватели кои што се воедно. Што сакам да кажам со тоа? Тие, запознавајќи се, ние туристичкиве агенции, ќе ангажираме некој туристички водич, потоа тие земаат контакти со од партнерите наши, па ги прават после аранжманите што мислам дека не се согласувам со таквата работа, затоа што сепак туристичката агенција при самото формирање, особено тие што се и туроператори имаат лиценца А, вложиле пред се многу напори, дале многу пари за да се формира туристичката агенција, имаат 4 вработени и другите треба да се пратат сите закони и законски активности кои што често пати и се менуваат, како да речем, нови и така.
Така, како може да се, може би не сосема да биде ова појава да ја нема, да ја снема, значи, но како може да се минизира? Да се намали до некои рамки каде што не ќе биде толку евидентна. Што треба да се направи? Дали инспекцијските служби тука повеќе треба да се ангажираат или некој закон треба да се нов да се носи? Па искрено да ви кажам, долго време сум размислувала што би требало да се направи за баш токму таа нелојална конкуренција. Сме имале некои контакти меѓу самите туристички агенции, па и на други отворени некои трибини и така. Минатата година беше препознатливо, барем така јас имам некоја информација, дека за тие водичи и туристички водичи кои што носеа групи имаше контроли. Јас не го знам исходот на крај дали имаше некои казни или така. Така да, навистина, во таа област треба тие работи да се регулираат, да си плаќаат тие не персонален данок само кон државата. И државата треба да живее, туку нека си отворат фирма, нека си имаат лиценца со 4 вработени и нека си работат како што треба. Не би имала тогаш никогаш против. Така. Овој начин на работење не ми се допаѓа. Дали имате некое здружение, некаков феснав на туристички агенции кој што ќе ги штити вашите интереси и преку кој што полесно ќе доаѓате до она што ви е потребно и ќе се слушне вашиот глас, бидејќи ако настапувате поединечно, сигурно дека е многу потешко. Па, ние како туристички агенции имаме комора за туризам, која што е со седиште во Скопје и сме нејзини членки, повеќе агенции од Републикава. На тие состаноци кога се одржуваат, ги кажуваме проблемиве. Ние за нашите проблеми од Битола, други проблеми и така натака, секој си има своји видувања. Превзема нешто, меѓутоа не можам да ви кажам дека све е превземено. А дали сте размислувале на ниво на град, на Охрид да се здружите? На Охрид многу жалам, наискрено, што иако сме 10, 15, нека се туристички... Да, не е мала бројка. Не е мала бројка. 15 туристички агенции немаме соработка. За жал. Добро би било кога во една Битола 4, 5, 6 агенции се здружени и работаат, значи, за цела Македонија, можем да речем, тоа нас ни фали. Дали ќе биде, не можем. Не зависи само од мене. Така. Охридниот центарот на туризмот. Навистина, треба да се сериозно да се размисли на ова прашање. Да. Сега, вие сте долги години инволвирани директно, значи во туризмот и туристички работник сте реков една од алките на Синџирот наречен туризам, бидејќи без една алка од нив не би можел да функционира. И многу пати некако сакаат да ве прескокнат, да ве запостават, но тука сте вие, секогаш присутни. Како го оценувате развојот на туризмот еви во нашиот град и во државата, бидејќи слушаме разноразни параметри, секоја сезона кога ќе помине излегуваат со некакви, значи дали Заводот за статистика, дали од секторот за туризам и локален економски развој со некои параметри како поминала сезоната. Еве најновите податоци кажуваат дека ова сезона која што измина е доста успешна, но сепак кој е вашето сознание еве од директни контакти кои што ги имате со вашите партнери од странство, затоа што знаете што велат најдобро е она кога ќе биде кажано од човек на човек, кога ќе биде пренесено. Тие се најрелевантни податоци. Да. Многу ми е жал и криво што на некој начин стварно сме некако на маргините од збиднувањата во градов, од страна на секторот за туризам. Без разлика, јас од моје искуство, не само ние, јас не знам и за другите, од моје искуство би кажала дека во минатата година
и од самите контакти со луѓето, минатото лето и можеби еден континуитет беше подолг, се почувствува дека има доста туристи и туризмот во Охрид заживува. Не само од Балканов, туку низ улициве може да се сретнат водичи со групи од Азија, од Русија, од покрај Европа, Америка, Јапонци доста и така натака, што навистина ми причинуваше многу големо задоволство и не случајно тие дошле овде. Морам да потенцирам дека промоцијата на Министерство за економија направи доста промоции по туристички берзи и по саеми. Рекламите кои што одеа перманентно во странските информативни гласила и тоа направи. Имаше доста репортажи, дојда доста новинари од другите земји, направија многу добри репортажи, не само за Охрид и за Македонија, преку информативните куќи овие телевизиски и со пишан збор. Навистина гордо се чувствував и имаше причина затоа што навистина Македонија е прекрасна земја. Имам јас пријатели, пријателки кои што доста шетаат и го можам да речам вртат светот, ама кога ќе се вратат ќе речат стварно Охрид и Македонија е убава. Така. Да. Сега, податоците покажуваат дека имаме зголемување на странските гости, околу 18% гледано вака во бројка се зголемени, значи ноќевањата на странски гости, но во однос на тоа пак имаме намалување на домашните гости. Околу 11% се намалени ноќевањата на домашни гости, што не е за занемарување. Значи, треба да се поработи. Добро е што ги стимулиравме странските гости, и со субвенциите, и со ефтините летови и така натаму за да доаѓаат, но треба да ги задржиме и домашните, затоа што тие некако ни се и најсигурни во какви да се времиња и турбулентни, тие се тука, значи ќе не посетат и може да рачунаме на нив. Како да ги стимулираме домашните гости да го посетуват еве нашиот град? Да, вака, значи странските гости, точно тој податок го знам, навистина е зголемен бројот. Тие доаѓаат претежно не на долг престој, туку ден, два, тие прават кружни тури, вклучувајќи Албанија, Бугарија, Србија, Грција, и тоа е добро. Што се однесува до македонскиве гости, намален е бројот, евидентно е, се чувствува. Прво, доаѓаат, има доста од македонскиве граѓани кои што од други градови имаат станови во Охрид. Тие последно време станови и ги издаваат на комши, на другари, значи ги рентаат. Тоа треба сепак инспекцијата да си се запати со тој проблем. Друга причина, Охрид викаат дека е скап, што мислам дека може да биде поевтин, нормално секој бара, меѓутоа цените се тие. Се извинувам. И трета причина, за време на, веќе агенциве ние сите почнавме, за време на уште со почнување на новата година, се објавуваме програми за летување во соседните држави, Грција, Бугарија, Црна Гора и слично, и со уплата за месец февруари, март или април се нудат огромни попусти. Во тој контекст, например, 7-дневен аранжман со вклучен превоз за месец мај или почеток на јуни чини 39 евра. Со превоз од Охрид, што е тоа навистина поевтино, ќе ги фати да одат во Грција или Бугарија. Так. Сега Бугарија се повисок крева повеќе превозот. Бидејќи е подалеку. Охрид 7 дена, приватен смештај, по 10 евра, се 70 евра само за смештај. Тоа агенциите го правиме
затоа што се врши еден закуп на сместувачки капацитет за подолг период, за 4 или 5 месеци, и си ги наоѓа агенцијата математиките, така да мислам дека е дел на намалување на бројот на посетители во Охрид за време на летото и од таа причина. Така. Сега, колку имаме навика да значи, имаме некој резервиран аранжман уште од зима па за налето. Дали имаме таква навика ние граѓаните? Значи, последниве 2 години, особено оваа година, голем дел од граѓаните направија предвремена резервација и уплата за летните аранжмани. Исто така и за зимните аранжмани оваа година беше карактеристично. Зимните аранжмани за Бугарија или за Бугарија Копаоник, особено за Бугарија, нудевме ние во септември месец попуст од 25% до 30% за резервирани и платени до месец ноември аранжман за Банско или Боровец. Тоа сепак на еден аранжман од 500 евра, 150 евра не се малу. Да. Си резервира, секој си ја гледа математиката. Така. Па во овие услови на вакви економски кризи, тоа како добре дојдено, 150 евра не се малку. Ке ги употребиш за нешто друго во тој одмор, за некој друго задоволство да си... Или друго патување. Или друго патување, да. Па за тоа каде патуваат охриѓани, колку сакаат да патуваат, ќе разговараме во вториот дел на емисијата. Малку ќе ве одморам кратко, со една пауза за реклами. Рековме, значи рекламите и промоцијата се многу важни во секој сегмент. Тоа ќе го направиме и сега и потоа продолжуваме со патувањето. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живеење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Учествувај ти во големата наградна игра на Гранд Кафе. Отвори и вози. Петото Рено Клио оди во рацете на Стефан Топузовски од Скопје. Почнав да рипам, да скокам. Гранд Кафе ме увери во тоа дека се е можно. Госпоѓа Бигтрак, ние продолжуваме со нашиот разговор. Разговараме на тема туризам и патувања.
за оние кои што подоцна се вклучија, но сигурна сум кога ќе видат кој ми е гостин, јасно им е за што зборуваме. Познат лик сте во градов. Морам да кажам, да. Навистина, веднаш кога ќе се спомне вашето име и презиме, се врзува со туристичката агенција Елида Турс и многу патувања се зад вас и сигурна сум дека дел од оние аранжмани, оние туристички пакети кои што ги правите можеби и врз основа на некој ваше лично искуство. Значи, кога патувате, сигурно во очувате што би можело, што би било погодно и за клиентите да се направи и што би влегло во таа тура, значи што би требало да се види и да се направи еден убав пакет аранжман. Да. Во принцип, продаваме тоа што имаме видено, првенствено. Иако имаме дел од програми кои што ги продаваме на проверени туристички агенции, сигурни, кои што нудат, човек не може секдека да стигне. Така. Во нашата практика е да представник од нашата фирма или ние сами организираме, одиме на тие инфотури, каде ги гледаме објектите и се што може да се понуди. Тие се прво го збогатуваат нашето видување за програмот кој што треба да се подготви, а од друга страна има и дружење со нашите колеги од цела Македонија. Така. Да. Велат бев јас, оди и ти. Значи, тоа е најдобра промоција. Затоа што кога ќе му пренесеш на некого своите лични искуства, навистина има тежина. Да. Особено ако е од човек кој што треба да му се верува. Да. Сега, колку охриѓани сакаат да патуваат, колку можат да патуваат и колку патуваат? Охриѓани сакаат да патуваат, мада се вика охриѓани се тешки за патување. Ама тие што си патуваат и за летен одмор, и за кратки си ги пратат новите аранжмани. Имаме прекрасна клиентела, можам да речам. Значи, одлична клиентела, која што, можеби направила веќе стекнала некоја доверба и така. Често пати организираме и еднодневни тури, со наши, мои лични или од колешкиве мои во фирмава пријателки, ќе си направиме некоја тура на поблиска дестинација, дали низ Македонија која што има преубави предели, со ручек или во соседниве држави, Албанија, Тирана, Драч, па ручек таму и си носиме одличен впечаток. Така. Сега, зимскиот период некако полека ни изминува, што не значи дека се уште нема луѓе кои што се заинтересирани да посетат некои од зимските центри. И што беше најактуелно оваа зима? Сигурна сум дека повторно Бугарија е на прво место, но и Србија со Копаоник. Години веќе ја работаме Бугарија од прва рака, можда 20 години. Доста имаше мислам дека оваа година временските прилики не беа наклонети кон зимските спортови, потопло, снег имаше и немаше, можам да речем. Меѓутоа, во Бугарија се спремни и прават вештачки снег за љубителите на спортот скијачки. Имавме доста клиенти заинтересирани за добри хотели. Особено би го истакнала за Боровец, хотелот Рила, кој што веќе долги години го работаме, кој што е на самата ски стаза и нуди една прекрасна гледка и идеални услови првенствено за фамилиарен одмор, 7-дневен или колку сака клиентот, и затоа што стазите се пред самиот хотел и нуди услови за детска градинка, обука на децата за со спортски активности од 7 нагоре години. Детската градинка исто така супер функционира, убав аранжман. Исто така доста го нудиме и Банско, особено Пиринголф хотелот со 5 звезди, кој што годинава имаше добри цени
и врвна услуга, иако е на 8 километри оддалечен од градот Банско, организиран беше превозот, а во цената беа вклучени и комплет спа услугите. Така. Рековме копалник е доста Да. интересен. Да. И во понудава го имавме копалник, меѓутоа, споредувајќи ги цените со Бугарија, малку беше им е доста поскап да. и интерес за копалник голем немаше. Само одреден број на клиенти Одреден може број, да си го точно, дозволат. точно. Рековме, значи сака да патува, да. но колку и може да па патува, тоа е, да, колку ни дозволува джебот. Точно. Сега еве некако ни доаѓа пролетниот период, убав период за патување. Може би тогаш ще поинтересни оние тури за посета на некои историски центри во Европа. Знам дека организирате за Италија, за Барселона и за така натаму. Значи имаме Виена, Прага и други градови во Европа. Овој период е така некако карактеристичен за тоа, а ни доаѓа и 8 март, тогаш некако пак женскиот пол се организира да оди на некое патување, што ќе има еве за понежниот пол некоја понуда интересна, ќе имаме ли? Да. Што не значи имаме. дека не може да се приклучат и мажите секако. Или пак да финансираат. Сигурно. Добро би било. Имаме богата палета на понуди. Прво се наближува 8 март. Јас неколку дел од нашите понуди ќе ги кажам. Има автобуски и авионски. Добра и привилегија е последно време што се отворија нискобуџетните авиокомпании кои што почна да оперираат од Скопскиот и од Охридскиот аеродром. И мислам дека народов се рашета и му се отворија видиците кон светот благодарение, да бидеме искрени, со тие нискобуџетни компании кои што нудат и многу поволни цени, почнувајќи од 15, 30 и натака евра. Значи, тука имаме и за 8 март и пролетни аранжмани. За авионски ги делиме на авионски, автобуски и собствен превоз. Авионски аранжмани за 8 март имаме за Амстердам, Милано, Венеција, Анталија. Исто така имаме за Дубај, за Венеција, Дубај и други дестинации, додека автобуските се помногу бројни. Има за Ница, Кан, Монако, исто така за Прага, Будимпешта, Црна Гора, Будва, Острог, со посета на Острог, која е веќе актуелна последно време, и Дубровник, Албанија, Банско, со поаѓање од Охрид, тродневен аранжман 2 ноќи, Лутраки, Костур, Солун Метеори и многу други дестинации. Така, секој има да си одбери. И цените се прифатливи. Да. Така. Нудите ли плаќање на рати и такви некои други поволности, како е тоа регулирано? Значи, по плаќање на рати нудиме со кредитните картички кои што ги поседува патникот. Има, значи, од 3 до 6 или 12 рати, во зависност од тоа во која банка е депонент. Так. Имаме. Мислам дека не постои живот на возраст кога е најдобро да се патува. Добро е да се патува и во помладите години, и во оние средните, па и кога си повозрасен. Значи, секој период си има некој патување кој и некоја дестинација. Некоја дестинација. Да. А оние пак кои што постојано патуваат, сакаат уште нешто и уште нешто ново да видат. Имаме ли интерес кај младите луѓе за патување? Кои дестинации тие најмногу ги преферираат? Има интерес кај младите граѓани. Претежно практикуваат да одат на пократки дестинации, а голем дел има дел кој што сака да ја посети Италија со авиони, Милано особено младиве сакаат, Амстердам исто така сакаат, се зборуваме за конкретни работи и други дестинации. Така.
Сега, кога сум кај младите, сакам тука да го поврзам разговорот со екскурзиите кои што се организираат во училиштата, посебно во средните училишта. Сега набрзо правев еден прилог за информативната редакција и така ме заинтригира еден податок. Сите тие екскурзии кои што ги организираат, кои што одат преку агенции, значи се организирани во согласно со правилникот кој што е донесен за екскурзии. Според тој правилник, значи мора да се распише тендер и аплицираат повеќе агенции. Сега тендерот го добива онаа агенција која што ќе понуди најниска цена. Но за најниската цена секогаш немаме и најдобра услуга. Може да биде тоа агенција која што нема некој кредибилитет, која што нема некоја позадина зад себе, некој искуство и така натаму, и многу пати патувањата не се онакви какви што треба да бидат, па се враќаат учениците со негативни впечатоци и со едно видно незадоволство. Разговарав јас со наставниците, но тие тука ништо не може да сторат, дури и тие стравуваат како ќе се реализира екскурзијата, затоа што не знаат со која агенција ќе патуваат. Значи тука мислам дека треба малку да се коригираат тие правилници. При тендерската документација стрикно пишува да туристичката агенција која што ќе изведува ни бара такви документи, да има најмалце изведено 3 екскурзии. Значи не е некоја бројка неостварлива, неостварлива и не е некоја неискусна, да речем, се зависи каде реализирале и кога реализирале екскурзии. И јас се согласувам и за мене, и јас го делам вашето мислење, дека ако е според тендерот најефтина понудата, дека таа не мора да значи дека се ќе се реализира. И јас сум за тоа да се најде, да се прифати, да не е баш најосновен критериум, особено за екскурзиве зборувам, на ефтината понуда да се прифати. Значи важна е цената, но треба да имаме некаква сигурност дека екскурзијата ќе биде реализирана како што треба. Бидејќи сепак станува збор за деца, за ученици кои што барат и посебни услови. Не се некои повозрасни личности кои што би можели сами да се снаоѓаат во некоја, не дај Боже, ситуација. Добро, тука си имаат и професори, и од совет на родители, и од управата. Но не можат и професорите ништо да сторат кога веќе се во некоја странска земја, па сместувањето не соодветствува со она што требало да биде, или не се однесени на сите тие места да ги посетат каде што требало да одат и така натаму. Имавме голем број такви случаи со некои агенции во Скопје, да не именувам сега, каде што клиентите беа изманипулирани, измамени и така натаму. Добро, тоа го пишуваше во информативни гласила. Да, има. Граѓаните се, да не речем мама, поевтино е, дупло поевтино или сосема малку ќе платам. Ќе платат или нема да одат, затворени ќе бидат канцелариите, или кога ќе одат таму, например во Банско имаше неколку случаи, немаше сместување за нив. И тука е проблемот. Остануваат на улица. И ова интернет сега, интернет плаќањето, односно интернет понудите делуваат врз намалување на, можда ќе еднократно. Значи, ето така се наседнуваат нашите граѓани, ќе уплатат таму и на крајот нема да бидат задоволни. Ни ги земат фактички патниците. Така. Значи, и патниците се незадоволни и агенцијата потоа веќе губи доверба кај клиентите и не може да функционира. Не би требало. За жал и некои такви агенции се уште функционираат. Не би требало да функционира, да се затвори треба. Така. Граѓаните си го планираат својот одмор и навистина одморот ни е многу важен во ова турбулентно и напнато време, каде што сите сме некако во трка со него. И тие неколку 7, 10 или 5 дена сакаме да ги поминеме релаксирано и онака како што треба. И ако уште не го добиеме тоа што сме замислувале дека ќе го добиеме, навистина е проблем. И пари ќе платиш, а и ќе имаш дополнителни нервози наместо задоволство. Така е. Ви се случило ли некогаш нешто такво или сте немале вакво неубаво искуство?
Не. Значи, не сум имала такво лошо искуство, затоа што ние пред се подпишуваме, мислам и другите агенции, така со закон регулирано, подпишуваме договор. Во договорот стрикно се набележани сите елементи кои што ќе бидат содржани во патувањето и ќе правиш се тоа да се реализира. Да. Не сме имале некое такво искуство. Така. Господје Битрак, каде се имате прошетано? Или да прашам па каде немате прошетано? Друштвото ме вика, нашето друштво со кое што многу често сме заедно, ме вика, куфери не секогаш и се спремни. Сакам да патувам, сакам да се дружам, имам желба да видам што повеќе, да го осознам светот и да ги сакам луѓето. Сум шетала доста. Шетана сум на повеќе дестинации во Европа и надвор од Европа. Имам желба да одам малце подалеку и од порано сум имала желба да ја посетам Индокина. Здравје Боже, може би таа желба ќе ми се оствари. Сигурно ќе ви се оствари. Рековме, треба само многу да посакуваш нешто, па секако ќе ти се реализира. Кој патување ви останало вака најмногу во сеќавање? Секој патување си има своја приказна. Секој патување, па и до Струга или до Битола човек доди, кога ќе се врати во Охрид, самата промена и ново нешто што ќе види, го менува чувството кај човекот. Посебно би го издвоила патувањето на Сицилија кога бевме. Имаше, значи, прво што да се види, се си беше окей, организација, убаво друштво, интересни работи видовме. Тоа не беше многу одамна, знам дека 4 години може би има. Се сретнавме непосредно после тоа и тоа во чаршијата, и ве запрошав. И вие бевте навистина исполнети со едно убаво искуство. И пак би отишла таму. Италија ја сакам. Би одела секаде во таа држава. Има што да се види. Има да го почувствам италијанскиот исто така менталитет и слично. Пред 2-3 месеци бев Сарајево, Мостар, мада има сегде каде што сум била, носам убави спомени. Исто така времето беше, ни се погоди. Групата беше доста добра. Мислам дека стварно имаме луѓе со бренд. Сите ни се окей и немаме никакви проблеми. Мостар посебно ми се допадна, чаршијата, мостот на Дрина и цела таа програма. Така. Велат, колку човек повеќе прошетал, толку е побогат. Значи, од секој патување носиме некакви импресии, носиме некое ново искуство, познанства, пријателства, кои што се навистина големо богатство за секого. И секој кој што може, нека патува. Да, затоа што рековме, само тоа е некој начин да се избегне од ова секојдневие и од ова сивило кое што не обзема. Да се ги наполниме некако батериите, за да можеме да продолжиме понатаму. Кој е ваше следно патување? Па следно патување сега за 8 март можеби ќе пократка дестинација. После изгледа дека ќе имаме група за Банско и ќе присуствувам со групата таму. Така. Во последно време се повеќе се практикуваат они викенд тури, значи викенд тродневен аранжмање, Ние овој Банско хотел Перинголф доста го имаме промовирано и рекламирано. Често пати организираме и инфотури со дел од информативните гласила и мислам дека добро познат им е и на Охриѓани тој хотел по квалитетот што го нуди и по сите други активности кои што ги
Да, има пружа. анимацијски доста активности Има, кои што има, да. каде што може човек да си го потроши времето, Да. слободното време и тоа е квалитетно. Да. Сега за на крај, јас искрено не знаев, ете се знаеме долги години, но не знаев дека вие сте ми биле всушност колешка. Така. Значи дека прво сте запловиле во новинарските води, дека сте биле малку и професор, бидејќи имате завршено и книжевност. Сега сте долги години, веќе 25 во туризмот, туристички работник. Каде најмногу се пронајдовте себе си? Може би во туризмов. Да. Да. Затоа и најдолго станавте. Да, знаете како ако може би не е толку битна материјалната страна, зборувам за нашава професија, кој како ги гледа работите, меѓутоа кога ќе добијам порака дека единствена си или прекрасно поминавме или без да ги прашам, тоа навистина ме исполнува. Значи индиректно влијаете за да ги направите луѓето задоволни. Да. Значи сте го на некој начин реализирале или Како сте што учествувале треба. во нивниот во реализација на нивниот сон, во нивното патување. Точно. Па ви посакувам уште многу патување, уште многу задоволни клиенти и уште многу прибрано богатство. Јас ви благодарам на поканата, ви посакувам и вас и на вашата информативна куќа многу успеси понатака и ве поканувам на инфотура која што ќе ја организирам во месец јуни на голф турнир меѓу Бугарија Holidays и Елида Турс. Тоа ќе биде, мислам, трети. Ве поканувам токму вас да ми бидите мој гостин. Благодарам, со задоволство. Благодарам за учеството во Лупа и до некој наредно видување. Ви благодарам и вас и поздрав до гледачите. Благодарам уште.